10%, ако е на Република Македонија, да можеш да почнеш да градиш. Значи не на приватни лица, на Република Македонија. И сега, ке речите тоа го носите заради да се забрзат постапките. Јас би сакал да слушнам од вас, ако имате и други аргументи, со кои што предлагате ова измена да биде прифатена од нас, да ни ги кажете, бидејќи аргументот да се забрзаат постапките, според мене, не држи. Зошто не држи? Бидејќи газда на останатите 10%, кои што во случајот се спорни од парцелата, е Република Македонија. Тогаш, Република Македонија треба да си најди начин, преку други форми, да забрза постапката, да, тој што сака да гради и има 90% од парцелата, си го дореши прашањето и да го дооформи тие 100% да видат во негово прашање. Оти вака, ако остане, се оствараат простор за бројни злоупотреби. Ке речите, кои бројни злоупотреби? Едноставно, добиваш градежна дозвола со 90%, газда тие, да речем, останатите 10% државата, тоест општината ги доделва тие уште 10% во постапка, и сега ти градиш, правиш зграда, му велиш на луѓето, почнеш да продаваш, не се секирајте, се е во ред, чиста е работата, за 2-3 месеци тие 10% ќе стигнат, си тера зградата, луѓе да се уплаќат, ќе се направи зградата, уште не е стигната решението за тие 10%, немаш употребна дозвола, немаш имотен лист, луѓето што уплатиле станови, немаат имотен лист. Дале капар. И да не дале капар. Ето, не дале капар, чекат, сакат таму да си купат стан и чекат. Ке му помени живото во чекање. Тоа е едната работа. Втората работа, можност за злоупотреби. Јас како градоначалник имам, да речам, влијание во одлуката за тие 10% или вие како министер, или некоја друга институција. И јас, колегата, пример, или пријател или кој било, гради зграда и се иди, кај мене, слушај, дај тие 10%, забрзајте работата, луѓето платија стану и треба да предам зградата, да изјам парите. И сега, зависи што сакаш да направиш. Ако си коректен, ќе му забрзаш постапката. Ти му завршиш работа побрзо. А ако сакаш да направиш бизнис, може да си направиш и бизнис. Нема проблем, ќе забрзаме постапката, но слушај, има ни објективни причини кои што треба да се подмачкаат на одредени места за да се забрза постапката. Реално зборувам, господине министер. Реално сте, не велам дека вие како министер тоа би го направиле. Не велам дека градоначалникот ќе го направи. Меѓутоа ви кажувам можност за корупција. Можност за нудење на мито и прифаќање на мито. Со други зборови, ќе ги клајме функционерите, градоначалниците на СДС во позиција да им е незгодно, некој ќе им нуди мито, пример, и се тие незгодно, дали ќе прифатат или нема да прифатат. Зависи од кој е тој што сака се забрза постапка. Значи, со овој закон, ништо не се решава. Пак ќе повторам. 10% се во собственост на државата. Ако државата смета дека постапката е спора, нека ја забрза. И нека го реши проблема. Нека се расчисти работата со тие 100% и тогаш таа градежна дозвола нема утре ден да има проблем да се трансформира во потребна дозвола заради нерешените 10%. И нормално е дека после ова ние како опозиција ќе изразиме сомнеш. Нормално е, ќе речеме чекајте луѓе. Оти него остат 100%, имоте на државата 10%, него намалува на 90%. Зошто? Значи мора да има нешто тука. Мора да има нешто тука во прашање. И тој сомнеш, ние како пратеници го изразуваме тука јавно и гласно. И ова што го зборувам сега, го зборувам директно за пратениците од власта. Колеги пратеници,
Вие ќе го изгласате овој закон. Министерот сметал дека вака на еден начин ќе се забрзат процедурите, има сознание од терен, предлага решение. Не значи дека идеално решението. Толку колку што мисли дека може да помогне во процесот. Меѓутоа вие како пратеници ќе дадете легитимитет на можноста за утре да има злоупотреби. Вие ќе кренете рака и ќе го изгласате овој закон. Вие сте тие кои што треба да одлучат дали ова стварно има можност за злоупотреба или нема. Што ако, кажа колешката пред мене, се е чисто. Само постапката се реши тие 10%. Се гради зградата, купваш, што ако не се реши? Што ако не се реши? Демек, криви се граѓаните што уплатиле стан на таква ситуација на пред договор. Не е то противзаконски. Меѓутоа, не се криви граѓаните, бидејќи веруваат во системот, веруваат во државата, веруваат дека нема да бидат донесени до таква ситуација. А всушност, вие пратениците со вашето гласање ќе ги донесете до таква ситуација. Стварно, објаснете ми која е причината да го донесите овој закон? Која? Која е причината? Нека си ги реши човекот имотните односи, нека си оформи цела парцела 100%, па нека гради. Го пречи некој? Која е причината? Да овозможите да отворите простор, утре да клајте и градоначалниците и институциите во искушение. Да дојде некој да речи, да, слушај, овие 10% побрзо решими ги, ќе има и нешто и за тебе, да си ги продам становите. Ќе оклајте во искушение човекот. Ќе опикнете затвор. Фиком. Ние намерно спомнуваме фиком. Нешто слично се случи. Системот не функционираше како што треба и се случи фиком. Со ова отворате дупка голема во системот, да некој ја злоупотреби. И утре други ден да ни се случи некој нов фиком. Свесно или несвесно? Ако е несвесно, ето ние ви кажуваме и ве молиме да се освестите. Бидејќи вие како пратеници, тоа ќе го направите. Ќе повторам, Министерството видела некоја мака во некоја постапка, има жалби од некои инвеститори и пробува да го реши проблемот. Не ќе да навлезам во тоа, нити да алудирам дека некој намерно нешто прави. Меѓутоа, со овој закон, пак ако го донесите, ќе отворите можност за големи манипулации. Големи манипулации. А то не е добро ни за граѓаните, на крајот на ништо не е добро ни за инвеститорите. Ќе клајте во неповолна положба едни спрема други. Ќе седнат со градоначалниците и ќе се договарат кои парцели може да ги земат на поинаков начин побрзо, бидејќи ќе имат ветување од некого дека тие 10% за брзо време ќе му ги префрлат на негово име. Благодарам.